карактеристики на лазарското пеење. Специфичноста на македонските лазарски песни се манифестира во следново. Колективност на изведбите, која се извидува преку обредите и пеењето на лазарките. Антифонската техника на групното лазарско пеење, односно изведбата наизменично пеење во формирање на 2 или 3 групи по 3 пејачки, односно според бројот на пејачки. Првата група на пејачки ја пее првата мелострофа и кога таа ќе заврши со своето пеење, настапува во втората група, преземајќи ја мелодијата од првата група со идентично повторување на мелострофите во еден континуиран тек, без застој во играњето и во пеењето. Кога ќе заврши втората група со излагањето на текстот и мелодијата од првата мелострофа, повторно се јавува првата група, пеејќи ја втората мелострофа и така натаму. На тој начин се создава кружно антифоно пеење на песни во рамките на колективниот обреден чин. Карактеристични за лазарското пеење се и прекините во стиховите и мелодиите кои се јавуваат на крајот од првиот мелостих или на крајот од мелострофата. Интерактивната врска меѓу текстот и мелодијата во која лазарското пеење се јавува како резултат на фонетскиот процес на пеење и музика. Карактеристична е и интерактивната врска меѓу текстот и мелодијата, во која лазарското пеење се јавува како резултат на фонетскиот процес на рефрените и музиката, кој се развил во долгогодишно искуство. Лазарското пеење и автентичниот начин е грижа на мали групи од североисточниот дел на Република Македонија, како на пример во Криво Паланечко. И денес се организирани лазарски поворки кои со песна и игра ги визитуваат сите домаќинства, а исто така шетат низ полето, зашто сведочи снимениот филм Лазарици во 2000 година. Во Охридско-Струшките села се уште се активни лазарските поворки. Па така на самиот влез во градот Охрид во село Велгошти, на Лазарова сабота може да се сретнат група лазарки, кои со песна и игра ги пречакуваат минувачите низ селото. Во повеќето делови на Република Македонија не е регистриран организиран облик на изведување на ова архаично обредно пеење.